Добар ден на сите. Ви благодарам што дојдовте на денешната пресконференција на ВМРО-ДПМН. Оваа пресконференција на ВМРО-ДПМН е посветена на вчерашното интервју, односно дел од вчерашното интервју на премиерот Заев, каде што најави масовни бркања од јавниот сектор. Ова е содржинскиот дел од пресконференцијата. Со жалење можеме да констатираме дека во своето вчерашно интервју Зоран Заев најави масовно бркање на луѓе кои што се професионалци и кои што со години и децении работат во јавниот сектор, за да се отворат нови и нови места за партиски војници од Социјалдемократскиот сојуз. Мира Дизел вработувањата тотално го окупираа јавниот сектор во Македонија. И како последица на тоа, како последица на 20.000 нови вработувања во јавната администрација изминативе 2 години, Македонија дојде до историски најголемите 150.000 вработени во јавна администрација, соопштени од Дамјан Манчевски и Зоран Заев. Внимавајте, со оваа влада на Зоран Заев, со 28 министри, со заменици директори во сите јавни предпријатија, со закон изгласана, со 20.000 партиски вработувања од Мира Дизел списоците, дојдовме до тоа Македонија да има фрапантни 150.000 луѓе во јавната администрација. И како врв на сето тоа, Зоран Заев по изборите најавува масовни бркања на луѓе од јавниот сектор за да се отворат нови и нови места за нивните партиски војници. Погледнете ги само од последниве 2 месеци, од февруари наваму, огласите кои што се распишуваат. 160 вработувања во Царинската управа, 70 вработувања во УЈП, 700 вработувања во градските предпријатија на град Скопје, 230 во ЈСП, 30 во комунална хигиена, 100 во водовод, директно во седиштето на градоначалникот и градската администрација, локални и така натаму, списокот не се дочитува. Ако навистина во јавниот сектор има превработеност, како што вели Заев, зошто тогаш 20.000 нови вработувања? Ако има превработеност, зошто не се случат преземјања од институција до институција? Ако има превработеност, зошто ја имаме оваа динамика на вработување во јавниот сектор како никогаш досега во историјата изминативе 28 години? Никогаш досега. Навистина станува збор за катастрофа која што се случува на Македонија, станува збор за економски политики кои што буквално јадат економијата, го јадат реалниот сектор со обременети даноци и сме затоа во ситуација каде што во изминативе 2 години оваа влада има потрошено повеќе од 9 милиарди евра, а во Македонија ништо не е изградено. Оваа влада на Зоран Заев, со неговите 28 министри, со сите нивни стотици директори и заменици директори, кои што ги направија задолжителни по закон, потроши повеќе од 9 милиарди евра на граѓаните на Македонија, а една шајка не е заковена и една бандера не е направена. Ете, тоа е она кое што сакаме да го соопштиме на оваа пресконференција. Граѓаните го имаат последниот збор и граѓаните ја носат одлуката на сето ова. Ако сето ова е нелогично, ако сето ова е неправедно, а е и нелогично, и неправедно, недомаќински, ќе може на 21 април со гласот за Гордана Селјановска Давкова да го кажат сето, ќе може да го кажат сето она што го мислат за сета оваа рашоманијада и катастрофа која што се случува на Македонија. Повелете дали имате прашања. Доколку нема, на сите ви благодарам за присуството на денешната пресконференција. Благодарам.